Слово за животот. Јули 2016. Бидете еден спрема друг добри и милосрдни, проштевајќи си еден на друг, како што Бог ви прости во Христа. Послание до Ефесијаните, 4 глава, 32 стих. Нема ништо поубаво од она кога некој ќе каже да сакам. Кога некој не сака, не се чувствуваме сами, чекориме со сигурност. Можеме да се соочиме со потешкоти и со критични ситуации. Ако љубовта стане взаемна, надежта и самодовербата се зајакнуваат, се чувствуваме заштитени. Сите знаеме дека за правилно растење, децата треба да бидат обкружени со љубов. Некој треба да ги сака. Но тоа важи за секоја возраст. Затоа словото за живот не повикува едни со други да бидеме милосрдни, односно да се љубиме едни со други, и како пример за тоа ни го дава самиот Бог. Токму неговиот пример не подсетува дека љубовта не е само чувство. Таа е многу конкретна и многу бара, а значи да му се посака добро на другиот. Бог во Исус им стана близок на болните и на сиромашните. Почувствувал соочувство кон мнозинството, бил милосрден со грешниците, им простил на оние кои го распнале. Да му се посакува добро на другиот и за нас значи тој да се ислуша, да му се искаже искрено внимание, радостите и искушенијата да се споделуваат со него, да се покаже грижа за него, да се биде придружба на неговиот пат. Ближниот не ми е странец, туку брат или сестра кои ми припаѓаат, на кои сакам да им бидам на располагање. Се случува сосема спротивното кога во ближниот гледаме соперник, конкуренција, непријател, до степен да му посакаме зло, да сакаме да го скршиме, дури и да го уништиме, како што за жал секојдневно слушаме во вестите. Може би тоа не го правиме, но зарем не се случува да собираме лутина, недоверба, непријателство или едноставно рамнодушност и незаинтересираност кон луѓето кои нас не повредиле или ни се антипатични личности кои не припаѓаат на нашиот општествен круг. Словото на живот не учи нас да си сакаме добро едни на други. Значи да одиме по патот на милосрдието, подготвени да простиме секогаш кога некој ќе погреши. Кјара Лубик во врска со тоа ќе изјави дека на почетоците од нејзината нова христијанска заедница, а со цел остварување на Христовата заповед, склучила сојуз на взаемна љубов со своите први следбеници. И покрај тоа, на почетокот на таа група на девојки не секогаш им било лесно коренито да живеат во љубов. Иако не исполнуваше посебен дар Божи, бевме исти како и останатите луѓе. Така и меѓу нас, меѓу нашите односи, знаеше да се вовлече прашина, а единството слабееше. Например, тоа се случуваше кога станувавме свесни за недостатоците на едни и на други, па кој доведуваше до меѓусебна осуда, па струјата на взаимната љубов се ладеше. За да реагираме на таквата ситуација, еден ден решивме да склучиме меѓусебен сојуз, кој го нарековме сојуз на милосрдието. Решивме секое утро, сите ближни кои ги среќававме во фоколарот, во училиштето, таму каде што работевме, да ги гледаме како нови, целосно нови, без да се сеќаваме на нивните недостатоци, и се да покриеме со љубов. Тоа значеше да се доближиме до сите со целосна амнестија во срцето, со сеопшто проштевање. Сите заедно ја превземавме таа голема обврска. Таа ни помагаше секогаш да бидеме први во љубовта,
Po primjerot na milosrdniот Bog koji proštava и заборава. Сојуз на милосрдието. Не е ли тоа начинот да растеме во милосрдноста? Текст на Фабио Чиарди.